Добар ден, прв дневник во 16 часот и 30 минути на Канал Плюс. Еве дел од содржините. Страф и паника се случува во семејството на сточарот Бранко Гоцевски од село Дулица. Секојдневно се изложени на физички и вербални расправи од страна на друг жител. Сдруженијето за мултиетничко општество за човекови права од Штип постојано работи на намалување на стереотипите и предрасудите за ромите, а истовремено работи и на проектот Деца без документи. Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип ќе го одбележат крајот на годинава со завршен концерт кој се одржува по 5-ти пат. Во моментов пред владата на Република Македонија во Скопје се одвива протестот организиран од опозицијската партија СДСМ. Атмосферата за сега е мирна. Граѓаните денеска се собраа од сите градови со една цел: премиерот Никола Груевски да поднесе оставка и да се формира нова техничка влада. Премиерот изјави дека нема намера да поднесе оставка, ниту ќе прифати преодна влада. Чувствува дека неговата обврска е да се справи со ова што го прави Заев и да најде решение Македонија да оди напред. Да ја слушнеме изјавата на премиерот за целта на денешниот протест пред владата, но и за народниот собир кој владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ го најави за утре. Заев веќе еднаш се обиде со насуство да направи преземање на власт и тоа беше на 5 мај. Тоа беше пред 10 на дена, кога жестоко беше нападната полицијата од демонстрантите на Зоран Заев и на СДСМ. Повредија 38 полицајци, но не успеа во нивната намера. Од тука ние нормално е да се сомневаме дека може да го повторат тоа. И нормално е да сме целосно подготвени, доколку такво сценарио дојде, да се одговори соодветно и да се пресретне такво сценарио, односно да имаме реакција која што нормално ќе биде во рамките на демократските принципи, во рамките на уставот и законите на државата. Што се однесува до вториот собир, собирот на 18-ти, кој што го организира ВМРО-ДПМНЕ, Коалицијата за подобра Македонија и голем број други поддржувачи. Се работи за мирен, ненасилен собир, на кој што се сака да се искажи поддршка на државата, поддршка на Република Македонија во овие тешки моменти, поддршка на сите што се борат за Македонија, за безбедносните сили, за сите сили кои што даваат напори да Македонија излезе од овој процес, да се заврши оваа криза и да се продолжи по патеките на напредокот, по патеките на отворање на нови работни места, по патеките на носење на крупни инвеститори во Македонија, по патеките на зголемување на пензиите на пензионерите, платите во администрацијата, социјалната помош на оние кои што ја примаат, по патеките на силна поддршка на земјоделците и така натаму и така натаму. Тоа е тој собир. И тој сигурно ќе биде ненасилен, тој сигурно ќе биде мирен, но сигурно ќе биде моќен и силен од аспект на присутноста на граѓаните, затоа што јас знам дека граѓаните го препознаа овој кукавички чин што го прави Заев против сопствената држава, а за својот личен интерес. Како што веќе споменавме, владеачката партија ВМРО-ДПМНЕ утре во Скопје организира голем народен собир за подобра Македонија. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ ги повикува сите граѓани и поддржувачки да ја дадат поддршката со мирен и ненасилен собир, односно поддршка за државата во овие тешки моменти и за сите кои се борат за Македонија. Почитувани сограѓани, веќе неколку месеци Република Македонија стана заложник на уцените на Зоран Заев и неговите соработници од СДСМ, чија основна цел е со недемократски средства, спротивно на резултатите од изборите, да ја приграби власта. ВМРО-ДПМНЕ, како и секогаш, до сега ќе се бори за стабилна и економски просперитетна држава. Македонија во понеделник ќе покаже дека нема да дозволи заради личен или партиски интерес државата да биде втурната во неизвестност. Во Штип, граѓаните во 9 последователни изборни демократски процеси довербата ја даваат на ВМРО-ДПМНЕ. И затоа опозицијата треба да е јасно дека власта единствено се добива на избори. Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМНЕ ги повикува граѓаните на општина Штип да се приклучат на големиот собир кој ќе се одржи во понеделник во 20 часот пред владата на Република Македонија.
Овој собир ќе биде моќен народен одговор на сите сценарија за дестабилизација на државата и истовремено повик за стабилна и силна Македонија. Страф и паника е она со што се соочува сточерот Бранко Гоцевски и неговото семејство од село Дулица. Тие заедно со своите соседи секојдневно се изложени на физички и вербални расправи од страна на друг жител од селото Дулица. Физички напади, вербални расправи и брутално изживување врз стоката од која што екзистира. Ова се само дел од проблемите кои ни ги посочи сточерот Бранко Гоцевски и неговото семејство од Каменичка Дулица, проблеми со кои се соочуваат години наназад, а кои што, како што самиот Бранко ни изјави, ги има со друг жител од селото. Поради неможноста да најде решение, тој реши да ја сподели својата мака пред камерата на Канал Плюс телевизија. Имаме проблеми од една фамилија тука, ако треба и по име ќе ги кажам. Вика се Димчо Гоцевски со неговите деца. Ние тепа стоката. Колку ни се стока заклали, не може да објасниме. Колку ни се утепали, не може да објасниме, па. Колку ни се отровили, па не може да објасниме. Тоа на број не може да го кажеме. Кучишта, ја ги купувам овчарски кучишта, они ги троват. Раци, циркус. Син му заканува се, рече, сеќе уништа тука, нема ништо да остане. Да постои. И вас рече ќе ве поништа. Еднаш со копачо запуками овците, ја нехто да бегам и он дојде с копачом изманува, беше близко до 1 метро. Ја се јавих у полицијата, он никак не се трга. Цел ден ме мачеше тој ден. Идеше од оздолека, ние там бееме со војна овчари, јаеше на магарето, спадна и ми се загна со секерата. Ја почнах да бегам и на кај неја и почнах да викам. Она уплаши се, падна у несвес. Он удари со секерата, ама уземи, јас преобрна, не ме погоди. Почна да пцува, да онади, ојде кај војна, вика са туа крв ќе пија. Но проблеми според изјавите кои ги чувме нема само ова семејство. Паника и страв владеа и кај останати жители на село Дулица. Утепаа ми 3 јариња. Здрави прави ја стих, ојде на работа кога доходи у кошарот, шпискаше и нозети. Ништо од них. Нема човек да не се пари, нема човек да не се заканили. Мен ме страх тие свет, не мога да накревета тука. Од малата деа околу од селото никој не мога да накревета. Друг освен ниш. Или тоа треба да се преземе некоја скоро мерки, тоа опасно тоа е. Не можеш ти да се пазиш тоа, например, ќе замркнеш, да не останеш. Иако многу пати споменатите случаи биле пријавувани до надлежните органи, сепак како што велат жителите, поради неможноста да се најде сведок, често тие пријави завршувале без епилог. Јавувам у полицијата, вика најди свидок, ја кој да на свидок? Ја да свидок, ја нема да го пријаѓам. Со цел да се утврди вистинитоста на кажаното и да се изнајде решението, сопругата на Бранко е на мислење да се постават камери во близина на нивниот имот, со што како што вели таа ќе се види зулумот, кој според неа и соседите ги прави горе споменатото лице. Камера да стават, па догај да видат сите што се работи тука, у таа малату, у тоа село. Инаку Бранко Гоцевски исклучиво живее од сточарство. Тој е татко на 3 дец, моментално живее со својата сопруга и помалиот син, а останатото семејство се наоѓа на привремена работа во Италија. Сдруженијето за мултиетничко општество за човекови права од Штип постојано работи за намалување на стереотипите и предрасудите за ромите. Во тека реализација на 2 значајни проекти, а истовремено работи и на проектот Деца без документи. Сдруженијето на мултиетничко општество за човекови права од Штип повеќе години работи со цел намалување на стереотипите и предрасудите поврзани за ромите и дискриминацијата помеѓу учениците. Во рамките на нивната програма беа реализирани повеќе активности, работилници и обуки. Нашата организација Сдружение на мултиетничко општество за човекови права од Штип, кој што веќе повеќе години работи на прашањето на мултикултурализмот, каде што имавме одредени активности за реализација на најразлични обуки за млади. И веќе оваа платформа, веќе од почетокот на оваа година, ние сме дел од платформата за мултикултурализам, каде што веќе имаме повеќе од 50 организации. Овој проект ќе се реализира во повеќе фази, од кои првата веќе е во тек и ќе трае до октомври годинава, а втората и третата фаза ќе се реализираат во период од 3 години. Сдруженијето на мултиетничко општество за човекови права од Штип заврши со проектот насловен Дебата во соседството, но постои тенденција за негово продолжување и годинава. Бидејќи реализиравме еден проект, каде што беше самиот проект Дебати во соседството, веќе сме во преговори да истиот се продолжи оваа година. Тој проект го реализиравме минатата година, кај што беа вклучени средношколци и студенти роми. Сега со зголемувањето, односно со
веќе оно искуство кое што го имаме постигнато за сега, сакаме да вклучиме и други општини од нашиот, од источниот регион, а исто така да вклучиме и од другите заедници. Сдруженијето на мултиетничко општество истовремено работи и на решавање на проблемот деца без документи, како на локално, така и на национално и меѓународно ниво, бидејќи одредени предмети се од меѓународен карактер. И во тековната година, ова здружение ќе проложи со активности поврзани со подобрување на правата на ромите. Останува непол месец до годинешново јубилејно издание на музичкиот фестивал Макфест. Познати се песните, изведувачите и редоследот кога ќе настапува. И покрај новитетите кои секоја година ги следат Штипјани очекуваат ова година 3 дена колку што ќе трае фестивалот да бидат во некогашниот сјај. Завршија потребните подготовки околу музичката организација на 30-тото јубилејно издание на Макфест. Музичките numери се познати, редоследот како ќе се изведуваат исто така. Ревискиот оркестар е подготвен, а веќе се осмислува сценографијата. Организаторите очекуваат се да помине во најдобар ред. Треба се каже дека останатите работи кои што луѓето не ги гледаат, течат во најдобар ред. Завршени се сите тендери, подготовките околу озвучувањето, осветлувањето, сценографијата и останатите работи се за сега во најдобар ред. Се надевам дека до трети практично Макфест ќе биде топ подготвен и ќе имаме уште еден добар фестивал. Панајотов е еден од организаторите на Макфест буквално од самиот почеток. За разликите, односно како било некогаш и како е во последниве години, расчепка по спомените и констатираше дека во изминативе 30 години имало повеќе промени во концепцијата. Макфест во основа изминатите 30 години ја менува и својата концепција. Ако погледнеме првите години, беше фестивал кој што обединуваше се што беше најквалитетно, највредно од музичката продукција, од аранжери, бидејќи Макфест во основа е фестивал на автори, на создавачи на песни. Ги имавме речиси сите, без исклучок, сите актуелни познати имиња од поранешната СФРЈ. Имаше еден обид, неколку години беше фестивалот интернационален, меѓународен, со меѓународна вечер, кога имавме навистина интересни имиња кои што доаѓаа од светот на музиката, не само од Европа, тргнувајќи од Пиеро Кото, Беатриче Дали и останатите. Како и да е, последните години се повеќе задржуваме на оние сили кои што значат нешто на просторот на Македонија. Штипјани со поделено мислење околу тоа како било некогаш и како е сега. Некои од нив и со идеи што треба да се направи да се врати времето на кое тие се сеќаваат. Фестивалот мора да биде со квалитетни пејачи, сериозни пејачи, квалитетни, добра организација, пропаганда најнормално, да тоа повторно граѓаните на Штип живеат со фестивал. Подобро, мислам дека е подобро сега отколку порано. Затоа што сега општината го презема да биде. Има многу доста хитови од Макфест. Ке ми кажете ли еден хит што еве во моментот ќе се сетите? Кога те нема, Хелена Благне, не можам да ја заборавам. Мој бисер од Макфест е бисеро, моме бисеро. Ние во тоа време живееме, тоа беше празник, тоа беше народ. Па отидеме на отварање, свече отварање, па се дига знаме. А некако сега треба тоа да се обнове, да му се даде малку едно друго обележен Макфест. Остануваме во исчекување да видиме што ќе се случува оваа година на јубилејното 30-то издание на Макфест. Ке има ли поголеми изненадувања за верната публика? Она што со сигурност го потврди Кирил Панајотов е дека легендарната Вера Јанковиќ нема да е водител на фестивалот. За тоа кој ќе биде нејзиниот наследник, преговорите се во тек. Во Виница веќе 10 години ротираат волонтери од мировниот корпус на САД. Најголем дел од нив своето искуство го споделуваат во образовните институции. Младата американка Ирис Флорес е од последната група волонтери и работи со основците во основното училиште Гоце Делчев. Ирис Флорес е американката од Лос Анџелес која своето искуство од македонското образование веќе неколку месеци го споделува со учениците од основното училиште Гоце Делчев во Виница, каде ја надополнува наставата по англиски јазик. Во координација со своите ментори, покрај учество во редовната настава, таа секојдневно организира и дополнителна настава за децата кои сакаат побрзо да го совладат англискиот јазик, бидејќи комуникацијата на часовите е без македонски превод. I
Виница навистина е едно ново искуство за мене. Луѓето се љубезни и дружелюбиви, ми имаат прифатено како дел од нивната заедница. Покрај во редовната настава, после часовите со децата од прво и второ одделение имаме повеќе заеднички активности. Се дружиме, пееме, играме и го учиме англискиот јазик. Исто така, мој проект е и клубот со девојките кои сакаат да бидат лидери, кои веќе имаат и обука на таа тема, а преку Младинскиот совет на Американската амбасада спроведуваме активности за чистење на училиштето. Сакам да научам за македонската култура, но и да ја споделам американската. За професорите во училиштето, поддршката од волонтерот на Мировниот корпус е добре дојдена. Пробаме да практикуваме нешто што се вика тимска настава, тимско предавање, каде што заедно со наставникот кој што редовно предава паралелката, таа проба да се интегрира во настава и да биде дел од наставниот процес. Освен тоа, оно што е можеби најдобар придонес на нейното присуство тука е тоа што учениците се принудени да зборуваат англиски јазик, без оглед на тоа дали се срамат, колку можат, колку не можат, затоа што таа со нив комуницира исклучително на англиски јазик. Освен што има придобивки за учениците, има придобивки за нас наставниците, затоа што, например, јас 26 години веќе предавам едно те исто и соочувам се со проблемот со заборавање на тоа што некој сум го знаела. Затоа зборување со неа, која што комуникација што имаме исклучително на англиски јазик, зборувањето со неа ми помага да се потставам на сите работи што можеби би заборавел. Инаку Виница веќе 10 години е домаќин на волонтерите од Мировниот корпус кои ротираат на секој 2 години, а досега црпеа и нудеа искуство најмногу во областа на образованието, но и во работата на невладиниот сектор. Со концерт по 5-ти пат Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев Штип ќе го одбележат крајот на учебната година. Музичката академија во Штип со завршен концерт ја одбележа и оваа година. Но ово единствено од ваков вид на музички настан ќе настапат реномираните джез музичари и професори, доцент магистер Сашо Поповски и професор магистер Гоце Мицанов. На 19 во вторник со почеток во 20 часот во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев Штип, Музичката академија, со джез одделот ќе имаме завршен концерт и поканите се сите жители на Штип и околината и специјално една покана до Средното музичко училиште во Штип да повелат сите нивни ученици кои што завршуваат за да се запознаат со програмите и со насоките на Музичката академија. Програмата се состои од авторски композиции на професорот Мицанов и джез стандарди. Ќе бидат опфатени па различните теми, различните стилови. А мојот дел ќе биде со помошникот мој Кирил Кузманов. Свиреме некои мои ствари и некои стандарди. Ама направени се аранжмани нови, така да ќе биде доста добро да се чуе тоа. Сепак за сите оние кои сакаат да уживаат во македонската джез музика и во уникатноста на самиот настан, забавата не завршува овде. Продолжува со джем сешен во кафе бар Пијано, на кој се поканети сите слушатели на добрата и несекојдневна музика. Најмалку 3 лица загинати, а 18 беа повредени, кога бомбаш самоубиец удри со својот автомобил полн со експлозив во конвој на странски војници, во близина на меѓународниот аеродром во Кабул. Руската ракета која го носеше мексиканскиот сателит се урна во Сибир, брзо по полетувањето. Постои загриженост за тони токсичен отпад, кој може би експлодирал кога се урнала ракетата. Египетскиот суд пресуди смртна казна за поранешниот председател на земјата, Мохамед Мурсија, и уште 34 члена на движењето Браќа муслимани, дело со обвинение за бегство од затвор. Женскиот ракометен клуб Вардар уште еднаш покажа дека се непобедливи во женска конкуренција и очекувано се закити со нов пехар во Купот на Македонија, откако на вчерашното финале славеше над екипата на Металург со 34-16.
Вардарки ја потврдија големата разлика во квалитетот и не дозволија противничките да се понадеваат на сензација. Резултатот беше тесен само неколку минути од првото полувреме, а потоа фаворитките направија серија и во финишот на првото полувреме има 15-8 разлика и потоа 17 по воведените 30 минути. Избраничките на Индира Кастратовиќ со одиграната одлична игра покажа дека кај нив нема конкуренција. Денес во 16 часот најдобрите светски тенисери Новак Џоковиќ и Роџер Федерер повторно ќе ги одмерат силите и тоа за титулата на Мастерсот во Рим. Федерер во меѓусебните дуели води со 20-18 и се надева дека за прв пат во кариерата ќе успее да ја освои титулата во италијанската престолнина по претходните 3 неуспеси во завршните надпревари. Според него, Ноле не е Рафаел Надал на земја, па така тука ја гледа и неговата шанса. Имам чувство дека имам шанса. Новак не е Рафа на земја, ова е сосема друга ситуација. Во минатото бев прилично добар против него на оваа подлога, истакнал ветеранот кој на земја има добиено 4 од 7 дуели против првиот тенисер на АТП листата. Ова беше се. Ви благодарам за вниманието, а за повеќе информации посетете го нашиот веб портал kanalplus.mk. Пријатен ден!